Попушта COVID-19 пандемијата. Владите ги олабавуваат мерките, а со тоа и условите за патување. За Гевгелија, градот близу најголемиот граничен премин со Грција, сето ова значи олабавување и на економската криза. Локалната економија, од казина до пазари, која во голем дел зависи од муштери од Грција, речиси да замре во изминатите 2 години. Никакво. Еуфорија немаше, се беше затворено, а сега е друго. Гевгелија живее од грците, не живее само од македонците. Гевгелија ја посетивме во четврток, пазарен ден. Имаше грци, но некако пред пандемијата. Според гевгеличани, ќе треба време се да се врати по старо, но барем работите одат во посакуван правец. И сега од овој месец почнува пак помалку да се стабилизира. Еве сега може ако прошетавте денес видите има веќе почнаа грци да доаѓаат. Не се пречка само ковид протоколите на граница, туку и опаднатата куповна моќ на грците. Гевгеличани велат и таму е криза. Се е поскапено и во Гевгелија, иако сепак парите во земјава вредат повеќе. Тука многу повеќе им се исплаќа да трошат пари тоа што е поевтино, кај нив е поскапо, нормално поголеми е стандардот кај нив. Грците тука прават промет, имаше купуваат многу од вие супермаркетите, значи беше многу подобро, али сега гледам оти има грци, доволно пак. Во Гевгелија се е двојазично. Многу мина зборуваат грчки, се создаваат пријателства, а се повеќе грци решаваат тука и да живеат. Και ζω στο Γεύγελη 4 χρόνια. Γιατί παντρεύτηκα με μια κοπέλα από εδώ πέρα, από το Γεύγελη. Ναι, αλήθεια είναι. Η πόλη εδώ πέρα στηριζόταν πάρα πολύ από τους Έλληνες. Αλλά τι να κάνουμε. Ήρθε ο COVID και μας έκλεισε όλους μέσα. Τι να κάνουμε, αυτό ήτανε. Αλλά να, σιγά σιγά έρχονται πάλι. Δεν χαλάσαμε τις σχέσεις μας, όλα είναι καλά. Веројатно најразвиен бизнис е денталниот туризам. Стоматолозите беа едни од најпогодените во ковид кризата со оглед на природата на работата, но старите клиенти сега се вратија. Во чекалната на оваа поликлиника до еден сите пациенти беа грци. Имаше периоди кога не работевме, па потоа кога почнавме да работиме, тоа беше се со скратено работно време. Меѓутоа се трудевме да обстанеме во тој период од, да кажам, 2 години и се надевавме дека ќе го дочекаме оној момент да се вратиме на една нормала, како што бевме и пред короната, и за среќа веќе тоа почнува да се случува. Ανοιξε πρώτα να δούμε. Κλείσε. Μπορούμε λίγο να το χαλαρώσουμε από αυτή η μεριά, το άλλο φαίνεται μια χαρά. Άνοιξε τώρα. Пред ковид оваа ординација имала и до 80 пациенти дневно. Дента кога снимавме имаа околу 30. Άνοιξε. Παλιότερα ήρθαν για λόγους οικονομικούς, ήταν πιο φτηνές οι υπηρεσίες. Αλλά παρατηρώντας αυτή την ποιότητα των υπηρεσιών, θα ξαναερχόμουν και έρχομαι και μια ζωή θα έχουμε ανεξαρτήτου τιμής. Οι τιμές εδώ πέρα, παρεμπιπτόντως είναι προσιτές, είναι φτηνές, ειδικά σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά το λέω, οι υπηρεσίες που προσφέρει η συγκεκριμένη οδοντιατρική υπερσύγχρονη από ό,τι παρατηρείτε κλινική είναι τέλειες. Салоните за убавина се друга гранка во која е неизбежен близок човечки контакт. Шампуан, силвер, газиш? Не. Валис? Не. Со намалениот страф од вирусот се зголемува побарувачката. Се осети доста, значи беше празно. Ги немаше скоро ич. Не користат наши услуги, значи не пазаруваат од нас, немаат потреба, бидејќи кај нив е доста тешка ситуацијата. Па малтретирање по граници, па самата ситуација со короната стравот. Значи немаа потреба тие од нас и ние беме доста заглавени. Ама помина тој некој тежок период, па се вративме во нормала и уште тераме некако, ама не е во целост. Денес може да се каже дека беше доста добар ден. Од Сабајле има доста грци. Να здравие, χαλά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θέλαμε να δούμε και τους φίλους μας, δεν μπορούσαμε, μας έλειψαν. Αλλά εντάξει, μιλούσαμε από το τηλέφωνο, οπότε με το που σταμάτησε όλο αυτό και άνοιξαν τα σύνορα, το πρώτο που κάναμε ήταν να έρθουμε να δούμε τους φίλους μας και ταυτόχρονα να κάνουμε και τα μαλλιά. За разлика од другите услужни дејности,
угостителите велат дека кај нив побавно се враќа работата. Во стариот сјај да се вратиме, ќе треба, мислам, доста време. Дека не само и од грците, дека и кај нас ситуацијата малце не е баш сјајна. Така да, мислам дека ќе треба доста време да завергламе по старо. Сепак, дневната кафе шема си постои. Се враќаат, доаѓаат и сами кажуваат дека им недостига гевгелија, им недостига бакарди, им недостига све друго што е тука. Ама се враќаат, полека се враќаат. Со укинување на вакциналниот сертификат, влезот во земјава ќе биде без ограничувања. Со почетокот на туристичката сезона на 1 мај пак се очекува и Грција да го олабави преминувањето на границата. Гевгелија е меѓу градовите во земјава со најнизок процент невработеност, кој успева да го одржи и покрај кризниот период. Според пописот, општина Гевгелија има 21.582 житела, а во март годинава имала 1411 невработени.